Нашите картотеки во институтот се доказ за постоењето на македонскиот јазик, на македонскиот народ, за неговиот развој и за неговиот идентитет. Секој ливче има заглавен збор, што е со рака напишан, потоа има контекст од најмалку една реченица, затоа што ние лингвистите работиме само со контексти, и најдолу е авторот на делото и во која книга е објавено и во која година. Сето тоа сега го имаме во дигитална форма. И по 10, и по 20, и по 50 години научниците ќе можат да дзирнат во картотеките на институтот преку дигиталната форма. Тоа е една оставнина за следните генерации и ние сме горди на тоа. Мораше прво да се преземи материјалот, тој соодветно се обработи. Во меѓувреме тече враќање на тој материјал, ние не ги задржувавме хартиените документи кај нас, туку ги враќавме. Дигитализацијата опфаќаше неколку фази, од преземање, манипулација на материјал, конверзијата од хартиен во дигитален пример, па подоцна негова дополнителна обработка за потребите на два спектри на работење, односно едниот е за претварање на материјал во друг конвенционален материјал, тоест микрофилмови, а друга обработка за претварање на дигитални примероци во соодветен формат. Тоа е PDF-A архив формат. Материјалите, ради значењето на материјалите, пошто реално си културно наследство, самиот проект беше наместен при самото нивно скенирање да оди со high quality, high sensitive, односно да не може да се случи кинење или виткање или уништување на било кој од тие уникатни материјали, што на крај и горди сме што се нема случајно едноставно тоа во постапката на обработка. Всушност, тие се нашата душа. Картотеката е нашата душа, тие ливчиња, затоа што сме се вградиле по 10, на 20, 30 години секој од нас работел на собирањето на тие картотеки.